ова издание. Ослободителна пресуда за Драган Павлович Латас за случајот Требник. СЈО најави жалба до апелација. САД денес. Американците прославуваат Ден на независност. Пошто ќе се разликува денешната прослава од претходните години. А како чувањето пчели ќе им помогне на рударите без работа? Деталите во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Во главниот град Вашингтон денес се собираат стотици илјади граѓани на националното шеталиште, каде ќе се одржи концерт и ќе може да се видат традиционалните огномети. Годинава Трамп најави дека ќе се стави акцент на моќта на американската армија, обраќајќи се на скалите пред споменикот на Линколн. Ова ќе биде прослава на сите времиња, напиша Трамп на Твитер. Традиционално, американските председатели избегнуваат да бидат во центар на внимание за прославите за Денот на независноста, а критичарите стравуваат дека Трамп ќе ја претвори прославата во предизборна кампања. Белата куќа соопшти дека Трамп ќе избегне политика и оти говорот ќе биде целосно патриотски. А од другите вести, американските федерални судови и сојузни држави кои ја оспорија одлуката на администрацијата на Трамп прашањето за државјанство да биде вклучено во пописот во 2020 година, бараат појаснување од одделите за правда и трговија кои ненадејно го отфрлија конечното решение прашањето да се најде во прашалникот. Трамп рече дека побарал од одделот за трговија и одделот за правда да сторат се што е неопходно ова важно прашање во некаква форма да биде вклучено во пописот. Еден ден откако беа објавени фотографиите за условите во двата центра за мигранти во Тексас, американскиот претседател рече дека многу мигранти се побезбедни и живеат многу подобро сега од каде што доаѓаат. Ако илегалните мигранти се несретни со условите во прифатните центри, што се на брзина организирани, тогаш воопшто нека не доаѓаат и сите проблеми ќе бидат решени, изјави Трамп преку Твитер. Тој го лоцираше проблемот во лошите имиграциони закони на демократите. Ова беа вестите од САД, а сега се префрлуваме со информациите дома. Драган Павлович Латас доби ослободителна пресуда за случајот Требник. Специјалното јавно обвинителство најави жалба до апелација. Повеќе од Владимир Мирчевски. Ослободителна пресуда за Драган Павлович Латас. Судот не утврди дека новинарот и неговите двајца браќа се виновни во случајот Требник, предмет на специјалното јавно обвинителство покренато за изградбата на комплексот Викендички во Скопско Зелениково. Имајќи ги предвид сите изведени докази, Советот по советување донесе одлука со која горе наведените обвинети се ослободуваат од обвинение согласно член 403.1 од Законот за кривична постапка. Делото за кое се обвинуваат не е кривично дело според закон. Латас, новинар кој во минатото не ги криеше своите одлични релации со поранешниот врв на ВМРО ДПМН, не даде изјава по судењето. Ова е одлука на судот беше одговорот на СЈО, кому ова му е прв случај со ослободителна пресуда. Најави дека ќе поднесе жалба. Наш правен механизам е исклучиво жалбата и тоа ќе го сториме во овој случај без дилема. Се работи за една процедура која што согласно законските прописи требала да тече по инаков начин. Најпрво се вади одобрение за градење, тек потоа се почнува со градба. Тоа мислам и судот го констатира дека во одреден период се градело без одобрение. Тоа што не реагирале соодветните институции не е основ за исклучување на кривичната одговорност на обвинетите кои беа во овој процес. Според обвинението, Латас и неговите двајца браќа во 2011 година нелегално, без потребните одобренија, почнале со градба на Викендички во Зелениково, за кои дури подоцна била обезбедена неопходната документација. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А Вашингтон се подготвува за вечерашнава прослава за Денот на независноста. Новитет годинава е одлуката председателот Трамп да се обрати пред споменикот на Линколн, но и парада со тенкови и прелетување на воени авиони. Златица Хоук за очекувањата и атмосферата. Тенкови, вооружени возила, борбени авиони. Не се вообичаен декор за настаните врзани за 4 јули во САД. Ниту говорот председателот. Но Трамп е определен да има прослава како никогаш порано и сака фокусот да биде во средиштето на прославите.
Критичарите го обвинуваат дека го политизира настанот, но некои го поддржуваат во намерата. I think he's a president and he has Тој е председател и има обврска да им се обрати на граѓаните. Ако сака тоа да го стори од пред споменикот Линколн, јас немам ништо против. Трамп не криеше дека бил импресиониран од воената парада по повод независноста во Париз 2017. За време на средбата на Г20, рускиот председател Путин го поканил да присуствува на воената парада 2020 на Црвениот плоштад во Москва, по повод одбележувањето на денот на победата во Втората светска војна. Мы пригласили. Го поканивме председателот на САД да не посети за време на 75-та годишнина од победата во Втората светска војна на 9 мај, следната година. Тој реагираше позитивно на идејата. Некои американци негодуваат за трошоците за војната парада, што треба да ги платат даночните обврзници и не се согласуваат со вкусот на председателот за покажувањето на дел од армискиот арсенал. Демонстрантите добија дозвола за познатиот балон бебето Трамп, што беше изложен за време на неговата посета во Лондон. Туристите во Вашингтон може да добијат поголема забава отколку што очекуваат. Доаѓаме од Канзас Сити, Мисури. Оваа година сме во Вашингтон да го видиме огнометот на 4 јули. А огнометот во Вашингтон е еден од најспектакуларните во Америка. Трамп вети годинава ќе биде најголем. А рударите кои останаа без работа во американската сојузна држава Вирџинија бараат алтернатива за опстанок. Една опција е чување пчели. Џули Табо разговараше со нив. Еве што велат. Джеймс Сиферс станал пчелар случајно. Откако ја напуштил армијата, работел во градежништвото, а потоа цели 16 години бил во рудник за јаглен. Но откако ги затвориле рудниците, останал без работа. По својот рударски шлем го заменил со пчеларска капа. Работењето под земја честопати беше мизерно, во мрак, влага. Сега не е така. Ова е работа во која се ужива. Ги отплаќам и сметките што се собирани из години. Сиферс работата ја нашол преку колективот пчелари од Апалачијан. Непрофитна организација што невработените и лицата кои бараат начин за екстра заработка ги обучува да станат пчелари. После 5-неделната обука, едните пчелари добиваат пчели, сандаци и потребна опрема. Обуката ја врши професионалниот пчелар Марк Лили. Со мојата претходна работа патував многу низ овие краишта. Речиси 30 години ги гледав како изумираат полека. Луѓето ја губеа надежта. Затоа, ако успееме да научиме едно семејство да додаде од 3 до 5.000 долари во својот буџет од 30.000 долари, тогаш сме постигнале многу. Ветеранот Майк Дейвис открил и други бенефиции. Секој ден имаш нова цел. Го гледаш пчеларникот како се развива. Тоа ме исполнува и духовно. Пчелите ти смируваат, слично е како да чувате куче. Додава дека ова е идеално место за нив. Ова што некогаш беше просперитетна заедница се претвори во заедница со малку можности. Колективот за одгледување пчели им дава нови можности на луѓето, како и надеж за иднина. Тери Джилс е од Апалачи Headwaters, кои го надгледуваат пчеларскиот колектив. Ова што некогаш беше просперитетна заедница се претвори во заедница со малку можности. Колективот за одгледување пчели им дава нови можности на луѓето како и надеж за иднина. Со поглед кон таа иднина, колективот пчелари од Апалачијан планира да ги прошири своите активности така што ќе создаде нова генерација пчелари, што ќе помогнат на Западна Вирџинија да просперира повторно. И тоа како одржлива животна средина. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Со повеќе информации се гледаме утре повторно. Пријатно.